Почитувани ученици, добро дојдовте на мојот наставен час по предметот македонски јазик. Јас сум наставничката Билјана. Денешна наставна содржина ни е пишување на зборови со изучените печатни букви. Цели на часот се: ученикот да се оспособува да ги препознава и пишува печатните букви. Ученикот да се оспособува да пишува зборови со изучените букви. Можеме да почнеме. Ќе почнеме за годишното време зима. Ќе напишеме зборови, бура на идеи, се што не потсетува на зима. Јас ги напишав следниве зборови: снег, снешко, санка, празници, елки, студ, планина, топла облека. Верувам дека вие пронајдовте уште многу зборови кои би се поврзани со годишното време зима. Од вас барам сега, за секој збор усно да кажете по една реченица и таа реченица да ја запишете во тетрадка, заедно со вашата наставничка. Од кога ќе ги запишете речениците во тетрадка, ќе продолжиме со асоцијација. Позади секоја буква со број и секоја буква се крие по еден збор. На крај треба да погодите да го откриеме зборот кој што се крие. Од кога ќе ги откриеме зборовите под буквата А, Б, В и Г, ќе го откриеме и клучниот збор. Може да почнеме. А1. Паѓа. В3. Над нас. Г1. Декември. А3. Зима. Б2. Лебед. Г3. Распуст. В1. Сино. А2. Бел. Може да го откриеме зборот кој се крие во полето А. Паѓа, бел, зима, а тоа е снег. Продолжуваме. В2. Сино со облаци над нас. Да погледнеме сите нагоре. Тоа е сино над нас со облаци небо. Б3. Лебед, балет. Г2. Декември, нова година, распуст. Декември, нова година и распуст не потсетуваат на зима. Да го откриеме и полето. Б1. Танцува, лебед, балет. Што може да танцува? Лебед, бел лебед, балет. Балерина. Клучниот збор кој ни се крие треба да биде поврзан со овие 4 збора. Снег, балерина, танцува како балерина, на небо, од небото паѓа, зима, а тоа е, ученици, снегулка. Напиши ги буквите кои не достигаат во зборовите. Слушни и запиши ја големата и малата буква во квадратите. Буквата А. Голема и мала. Буквата Т. Буквата С. Буквата В. И буквата О. Од вас барам да ги запишете овие 4 букви во квадратите, односно овие 5 букви во вашите тетрадки за почетно пишување. Сега да се обидеме да ги откриеме зборовите кои не достигаат. На сликата ни е прикажано дрво. Ги имаме зборовите Р и В. Кои зборови, кои букви ни фалат? Буквата Д, Р,
В и буквата О. За цел збор да не биде целосен. Дрво. На втората слика ни е прикажана топка. Да ги откриеме буквите кои што ни фалат. Т, буквата О, топ, К. Буквата К, топка. На третата слика ни е прикажано цвеќе. Ни фали буквата Ц, цве и буквата Ќ. Цвеќе. На наредниот збор, на наредната слика ни е прикажано овошјето грозје. Г, Р, О, З, Ј, Е. Во овој збор ни фалеа 3 букви. Буквата Р, О и Ј. На наредната слика имаме чешел. Ни фали буквата Ч, Е и буквата Ш. Чешел. Одлично. Напиши ги зборовите по дадените слики. На првата слика гледаме мечка. Да се обидеме да го напишеме зборот мечка. М-Е-Ч-К-А. Мечка. На втората слика ни е дадена глувче, односно глушец. Во вашите тетрадки напишете го зборот глушец. На наредната слика ни е дадена жава. И на последната слика ни е дадено тенџере. Состави реченици од дадените слики. На дадените 2 слики гледаме мајмун и банани. Што можеме, која реченица можеме да составиме? Можеме да составиме реченицата мајмунот многу сака да јаде банани или мајмунот сака да јаде банани. Мајмунот сака да јаде банани. Да не заборавиме дека реченицата завршува со интерпункцијски знак. Во овој случај оваа реченица завршува со точка. Задача. Прочитај, потоа нацртај го прочитаното. Нога. Треба да нацртате нога. Втората сликичка како пример ви е покажана. Уста и зборот уста. Авион. Лисје. Тука имаме јагода. Значи треба да напишеме јагода, а не лисје. И бебе. Деца. Треба да нацртате деца. Ананас. Јаболко. Банана. Тато и Мите местат антена. На сликата, каква илустрација треба да представиме? Треба да нацртате татко, возрастен човек и мало дете како местат антена. Втората реченица. Ветерот го дува дрвото. Облак како дува и дрво кое што е малку навалено. Надвор паѓа снег. Треба да нацртаме зимата. Мама меси на маса. Бинго. Читање на зборови. Од дадените зборови состави реченици. Да почнеме со зборот Мите. Мите мести може да биде од овие зборови антена. Мите мести антена. Точно. Од зборот мама можеме да кажеме мама носи вода. Или пак мама меси леп. Веќе составивме 2 реченици. Да погледнеме која ни е реченицата. Мама меси леп. Мама меси леп.
Третата реченица ќе ни започне со зборот Ана. Можеме да кажеме Ана има кукла. Може да биде како втора реченица Ана носи вода. Или пак Ана има топка. Да ја погледнеме која реченица. Ние пронајдовме 3 реченици во моментов. Ана носи вода. Ана носи вода. Наредната реченица ќе ни почне со зборот ема. Можеме да кажеме Ема има топка. Ема има кукла. Ајде да погледнеме. Ема има кукла. Ема има кукла. Одлично. Последната реченица ќе ни почне со зборот Мишо. Мишо има шарена топка. Да погледнеме реченицата. Мишо има шарена топка. Одлично. Се надевам дека ви се допадна активностите до сега. Драги ученици, применете ги овие активности кои што ги изучивме на денесниот час. Довидување до следниот час. Што се случи?